Почитувани, како што веќе најавивме претходно, ние спроведовме истражувања во Република Македонија за тоа како функционираат и како работат невладините организации кои се под капата на Сорос или Фондацијата Отворено општество. Денешната пресконференција е токму за тоа да ви известиме дека целиот материјал кој го имавме подготвено изминатиот период ќе биде испратен до соодветните институции во Соединетите Американски држави. Подетално за ова ќе ви објасни Цветин Чилиманов. Да, благодарам што дојдовте. Значи, целта на денешната пресконференција е да представиме едно од истражувањата кои што ние до сега ги завршивме. Тоа е овој документ во кој што детално се опишани начините на финансирање, на координирање меѓу поголем број невладени организации предводени од страна на Фондацијата Отворено општество Македонија на Џорџ Сорос и на Владимир Милчен. Во овој документ се опишуваат и злоупотребите од страна на Американската агенција за меѓународен развој USAID, односно начинот на која што таа се повеќе и се почесто своите активности ги насочила кон политички проекти, кон проекти кои што се поврзани со насилни протести, со водење на црна пропаганда, со партизирање на невладиниот сектор и конечно најдраматичниот момент со обид за отворање на јужната граница и за нарушување на практично надворешната граница на целата Европска унија. Значи во овој документ кој што ќе ви го поделиме е веќе испратен до поголем број на инстанции во Соединетите Американски држави. Зборуваме пред се за луѓе кои што имаат надзорна улога врз работата на USAID и кои што треба да бидат информирани за тоа дека USAID дава милионски суми на фондацијата на Сорос во Република Македонија и во него на детален начин опишано како се биле злоупотребувани овие финансиски средства кои што се доделуваат наводно за развој на демократијата, наводно за добро владење со државата, а всушност се доделуваат за организирање на насилни протести и за обиди на уривање на легалната, легитимната власт на Македонија. Досега интересот е голем, че овие материјали се предавани директно на лица кои што можат да повлијаат врз натамошното управување со USAID и Американскиот Стейт Департмент кои што можат да испратат силна порека до Република Македонија, до нивните представници тука дека оваа состојба е неприфатлива и дека мора да биде запремна веднаш. Дополнително се разбира фактор на охрабрување тука е што во тек се забрзани смени во Стейт Департментот, очекуваме во агенцијата USAID, очекуваме ново раководство да биде именувано на повеќе нивоа наскоро и сметаме дека на овој начин со нивно темелно, детално информирање, со бројки, со факти, со имиња, со организации кои што биле вмешани во овие злоупотреби, ќе постигнеме посакуваниот ефект, тоа е новата администрација во Соединетите Американски држави да биде детално информирана за тоа како се биле злоупотребувани парите на американските даночни обврзници до сега и како тоа влијаеше да се нарушат традиционално добрите односи меѓу Република Македонија и Соединетите Американски држави. Дополнително, како што веќе кажавме повеќе пати, имаме голем одзив од граѓаните на Република Македонија кои што бараат начин како може да помогнете да се ангажираат. Од вчера или од денес практично активен е и блог пост, блог сајт кој што може да се дојде до него преку нашата Facebook страница stopoperacија.soros.wordpress.com и на овој блог кој што постојано ќе биде освежуван со нови информации, исклучува на англиски јазик. Граѓаните ќе може да подигнат вести како за нашите активности тука, но уште позначено, уште поважно, претходно направени информации, репортажи, извештаи на американски новинари за состојбите во Македонија. Бидејќи ова не е, како што ние кажавме, ова не е нешто што ние го почнавме денес, ова е нешто што се случува со години наназад, американски медиуми известуваат за начинот на кој што се злоупотребуваат финансиите на USAID во Македонија за политички цели. Блогот ќе биде едно место каде што ќе може да се соберат сите претходни репортажи, текстови, коментари на американски автори, објаснети во временски контекст со позадината која што довела до нивното објавување, кои што граѓаните ќе можат лесно да ги превземат и потоа да ги прошират до евентуално заинтересирани лица кои што носат одлуки во странство. Значи, тоа отвара простор за директно информирање на членови на Американскиот Сенат и Конгрес, за идната администрација на USAID, за актуелната администрација на USAID тука и во САД, Стейт Департментот и други институции, за тоа
поради кои причини ние длабоко не се согласуваме со начинот на кој што досега функционираше оваа соработка меѓу USAID и фондацијата Сорос. Така да ова се два нови дополнителни ресурси кои што ние денеска ги представуваме пред јавноста и за кои што очекуваме дека граѓаните ќе ни се приклучат, дека ќе бидат активни во превземање на материјалите кои што сега се лесно достапни на англиски јазик, буквално од својата соба, секој граѓанин може да превземе материјали кои што потоа може лесно да ги шири, да ги дисеминира понатаму. Мислам дека тројцата сме зачудени до некаде од одзивот пред се во меѓународната јавност што ги имаме. Гледаме дека информации за нашите активности масовно се шират и брзо продираат во пред се таргетираната јавност во Соединетите Американски држави и таргетираната идна администрација во САД, од која што пред се очекуваме да стави крај на оваа состојба. Значи сметаме дека кога ќе се стави крај на состојбите кои што се опишани тука, кои што се на финансирањето на партиски поврзани невладини организации, финансирањето на насилни протести, финансирањето на учебници за организирање насилни протести со американски државни пари, финансирањето на медиуми кои што шират црна пропаганда и лаги во Република Македонија, кога ќе престане финансирањето на мрежа на локални невладини организации кои што исто така ја злоупотребуваат својата положба, земаат средства за наводно реализирање на проекти во нивните средини, а всушност служат за организирање на насилни протести. Значи кога се тоа ќе престане, се тоа што тука опишано кога ќе се стави крај на ова, сметаме дека за многу кратко време Македонија ќе може да ги возобнови своите традиционални добри односи со Соединетите Американски држави и ќе се надмине оваа ситуација во која голем дел од нашата јавност, за жал, смета дека САД веќе престанаа да бидат непристрасен и објективен наблюдувач на состојбите во Република Македонија и помагач по потреба, туку дека стануваат, дека се претворија во, особено во времето на администрацијата на Обама, во сила која што брутално се меша во внатрешните работи и има своји фаворити во политичката борба. Се надеваме дека кога оваа состојба опишана тука и во неколку други материјали кои што исто така се дистрибуирани ќе пристане, дека тогаш за кратко време ќе можеме да се вратиме на традиционалната добра позитивна соработка меѓу Македонија и САД. Толку од мене. Докато имате прашања. А може ли еден пример да ни кажете што се највоочливи, да речеме, што бодат очи од... Тоа се состојби за кои што ние до сега и вчера, да речеме, информиравме преку соопштение, без пресконференција, имавме соопштение во кое што кажавме дека, например, има голем број на помали проекти, има неколку крупни проекти, кои што се имплементираат преку фондацијата Отворено општество, кои што се финансираат од страна на USAID. Има и од други амбасади, има и од мисијата на Европската унија, британската, холандската амбасада, значи за сето ова дополнително ќе подготвуваме материјали и ќе информираме. Во моментов најмногу што бода се тие, да речеме, два проекти, еден од 2012 година, се совпаѓа со периодот кога почнуваат политичките превирања во Македонија со обидот за населен упад во собранието и се работи за проектот околу $5 милиони, ако не се лажам, кој што беше имплементиран преку фондацијата Отворено општество, наводно за јакнење на демократските капацитети на невладини организации, но де факто јасно е дека тие средства беа искористени за организирање на платеничка револуција, за организирање на насилни протести и за финансирање на медиуми кои што шира црна пропаганда против Република Македонија. Тој проект заврши во 2016 година, откако може да речеме дека ја исполни својата цел, успеа да придонесе кон предизвикувањето криза и сега има на нова ситуација во која што буквално месеци пред заминувањето на администрацијата на преседателот Обама, пред доаѓањето на преседателот Трамп, нов проект, уште поголем, од $9,5 милиони, се дистрибуира повторно кон истите организации, кон организацијата East West Management, која што е поврзана со фондацијата Сорос, потоа кон Сорос Македонија, фондацијата Отворено општество Македонија, кон Метаморфозис, организација која што е буквално прилепена, прикрлежена за фондацијата Сорос, кон организацијата АДИ, која што чии видни лица, како Алберт Муслиу,
по последно време исто така добиваат се поизразена политичка улога, кажуваат кој со кого треба да коалицира, каква влада треба да се направи. И кон Националниот совет на млади на Македонија, значи тоа се 4 организации од Македонија, кои што буквално завчера заврши првиот повик за дистрибуирање на средства вредни неколку стотици илјади долари преку нив. Значи, не предпоставуваме, јасно ние дека, имајќи го предвид искуството од минатиот период, како тие организации се однесуваа, имајќи ги предвид сите овие мрежи кои што тука се детално опишани, јасно е дека овие нови средства, овие нови 9,5 милиони долари ќе бидат злоупотребени повторно за протести, за ширење на црна пропаганда, за напади на полицијата, за промовирање на фикс идеите на Џорџ Сорос, како што е отворање на границите на Европа. Значи, ако со 5 милиони долари е постигнат ова, можете да замислите со 9,5 милиони долари што може да се постигне. Значи, може да очекуваме дека оваа папка за 4-5 години ќе биде двојно поголема или 3 пати поголема. Токму затоа предупредуваме сега, додека имплементацијата на овие проекти се уште е во зачаток, дека ние будно ќе следиме кои организации добиваат средства од овие фондови и како ги користат. И дека секој дневно, ако треба, повеќе пати на ден, ако треба, ќе информираме за потенцијалните злоупотреби, за партизирањето на невладиниот сектор со овие средства. Дополнително сме во разговори со ангажирање на надзор на овие проекти кои што ќе ги разгледува не само политичките злоупотреби, туку и финансиските злоупотреби. Бидејќи верувајте ми, они не потрошила 10,000 долари на градење капацитет и на кревање на свеста. Значи, тие пари не завршуваат каде што треба. Освен што политички се злоупотребуваат и брутално финансиски. Така да, затоа сакаме да алармираме сега. Сега е моментот кога во тек се смени и во Вашингтон и кога гледаме дека издиша оваа операција во Македонија, да се запре, да престанат овие злоупотреби, да немаме повторна ситуација после 6 месеци или после година дена, да повторно да има платени протести, насилни протести од истите луѓе, гледајќи дека ефектот не го постигнуваат, а дека напротив може набрзо да се соочат и со многу сериозна ревизија. Не, немаме врска со тоа. Ние имаме голем број на граѓани кои што ни пристапуваат, кои што знаат што се случува, дали во нивната локална средина, дали глобална. Дури ние ги поканивме преку нашата имейл адреса која што е достапна stopoperacија@gmail.com да ни информираат анонимно ако сакаат за средства кои што политички биле злоупотребувани, а потоа ние по базична проверка за тоа дополнително ќе информираме. Но нели овие материјали се јавно достапни. Значи нашето барање за пристап до податоци до USAID се уште се процесуира, но очекуваме брзо да биде решено, особено во оваа констелација на односите, така да кога ќе ги имаме материјалите не само од јавно достапни информации, туку од внатре добијани, ние ќе можеме многу брзо и многу ефикасно да направиме проверка не само за политичката поврзаност на ликовите кои што ги добивале овие пари, туку и за известните финансиски злоупотреби.